Здраво, драги родители! Еве ме повторно со видеото за свесното родителство. Денес ќе зборуваме за 18-тиот чекор од книгата Родителска карта или родителска мапа од авторката Шефалица Бари. И овој чекор, 18-ти чекор, беше наречен родители, кажувајте им почесто да на желбите и на копнежите на вашите деца. И всушност со ова видео го затвораме овој чекор, а од следното видео ќе веќе почнуваме да полека да се приближуваме кон крајот на оваа книга Родителска мапа. И што се однесува до темата во ова видео, Шефали спомнува дека ние како родители, кога им даваме поддршка на децата за нивните желби, за нивните копнежи преку кажувањето на зборчето да, и таа поддршка им ја даваме на сличен начин кога тоа би го правиле на ист начин со нашите пријатели, тогаш ние навистина им даваме на потврда, им даваме еден почит на децата. Затоа што кога им помагаме на децата во смисла да им даваме предлози за како планови за нивните идни желби, тоа не значи дека во истиот момент тоа го правиме за да се остварат нивните желби, туку едноставно им посветуваме внимание на нивните желби и копнежи без разлика дали тие ќе се случат или нема да се случат во иднина. Но што е битно овде? Битно е дека ние им даваме едно чувство за моќ на самите деца. Дури и никогаш тие желби кои што ги посакуваат да не се остварат, едноставно ги оставаме децата да можат тие да го посакуваат она што на вистина го сакаат како желба и доколку гледаме дека се држат до тоа нешто, доколку одлучат дека сакаат да работат на таа желба, да самите да им дозволиме да увидат дека ако се упорни, ако се трпеливи, го сакаат тоа нешто, дека нештото може да се оствари во иднина. И зошто е потребно љубовта на децата за нивните желби, за нивните копнежи, родител да биде во улога на набљудувач и на помагач, едноставно тој да стане љубител на детските копнежи, на детските желби. И за да може ова да го објасни Шефали, таа дава еден свој пример од нејзиното непосредно родителствување со нејзината ќерка, значи од нејзиното лично искуство, кога нејзината ќерка Маја имала само 3 години и еден ден таа и побарала од неа да и подари кученце. Меѓутоа, животните околности во кои што се наоѓала тогаш Шефали не го дозволувала тоа. И исто така и заради возраста во која била нејзината ќерка, само 3 години, не можела самата да утврди дали таа желба нејзина била само каприц или пак навистина доаѓала длабоко од нејзината детска душа. И исто така и во тоа време Шефали морала да се испочитува самата себе во смисла на тоа дека и таа не поседувала ниту доволно време, ниту доволно енергија да може да ја оствари таа желба, затоа што самата знаела дека целиот товар со оглед на возраста на нејзиното дете дека ќе паднел врз неа. И што се случило? Се случило Шефали да се најде пред два избора. Првиот избор бил дали целосно ќе ја задуши желбата на нејзината ќерка или пак, второ, да дозволи да може нејзиното дете да си ја види
таа желба како една можност. И како што вели Шефали, бидејќи животот е непознат, не знаеме од денес е еден, утре каде ќе не однесе, не е многу предвидлив. И затоа што многу работи кои што не изгледаат сега неможни, во животот понатаму можат да се случат, да се јават дека се можни во нашите животи. И затоа доколку ние ги оставиме, се држиме еден отворен став спрема желбите на нашите деца, тогаш даваме можност, ако во иднина се отвори простор за тоа нешто, да се случат работите. Значи, се зависи од начинот на кој што родителот размислува по основ на тоа. Но родителот може да се плаши дека на тој начин, ако тој рече да и му дозволи на детето во иднина да има, например, во нејзиниот случај, како што е да сака да има куче, дека на тој начин родителите за таквите желби ги разгалуваат децата. Меѓутоа Шефали вели дека тоа воопшто не е така. Зошто? Затоа што кога ние им велиме да, значи го потребуваме зборот да, за желбите и за копнежите на децата, ние им помагаме да разберат една многу важна и битна животна филозофија, е тоа дека животот има бесконечни можности. Значи, и тој може да не однесе низ многу пресврти врз нашиот живот. Меѓутоа, ние не поседуваме нешто со кое можеме да предвидиме дека тоа и тоа во тој период дека нешто ќе се случи, дека со сигурност дека ќе го имаме. Меѓутоа, како што вели Шефали, ако ние доволно долго го сакаме нештото и упорни сме, работиме на тоа, ги користиме нашите, се разбира, биолошки капацитети, веројатноста да се случи нештото кое што многу го посакуваме е навистина големо. И затоа што и времето, и трудот навистина знаат да не изненадат, да ни дадат неочекувани, да ни донесат неочекувани можности во нашиот живот. И кога ние вака на оваа лекција ги учиме нашите деца, што се случува? Ние му возможуваме тие да можат да си се сретнат или пак да можат да си ги прифатат своите природни потенцијали кои што ги имаат. А тоа е, значи, да бидат навистина многу трпеливи и упорни во остварувањето на нивните желби. И Шефали што и рекла тогаш на својата ќерка Маја. И рекла, Маја, јас навистина многу се радувам што ти навистина сакаш да имаш куче. Меѓутоа, мама во овој период, во овој момент не може да ти го обезбеди тоа. Затоа што мама не може да се грижи за кучето. Но еден ден во иднина, кога ќе пораснеш, ние ќе направиме еден план со кој ќе ти обезбедам и ќе ти подарам куче. Но само затоа што во овој момент не можам јас тоа да ти го дадам, не значи дека ти ќе треба да престанеш да ги сакаш кучињата и да престанеш да сакаш да имаш едно куче за себе. И така додека растела Маја, што се случило? Шефали ја оставила отворена таа нејзина желба, како често пати ја носела во продавници, голем број на продавници таму имало за миленици, каде што било дозволено децата да можат да се запознаваат со кучињата, да ги гушкаат кучињата, да бидат во контакт со нив. Потоа ги носела често ја носела Маја често кај пријатели кои што имале веќе кучиња и таа си играла со нив. Значи, Шефали постојано ја негувала таа нејзина љубов спрема кучињата, значи, но истовремено исто така ја држала отворена нејзината свесност дека треба да биде трпелива, дека се уште не било време за да можат да земат дома куче.
И тука таа им спомнува на родителите. Им вели: родители, само затоа што ние не можеме во одреден момент да задоволиме одредена желба на нашите деца, не значи дека тие не се во можност да ја негуваат таа страст нивна, таа љубов нивна за таа желба за подоцнежна манифестација. И меѓутоа таа тука кажува дека самата ја одржувала страста и значи и возможувала на својата ќерка самата таа да се ја одржи својата страст и својата желба, својот копнеж за куче. Значи, Шефали како мајка ја негувала таа страст и оставала отворена таа можност за тоа нешто на своето дете. И со текот на времето, што се случувало? Таа желба гледала како расте, а не згаснува. Ја наблюдувала својата ќерка како постојано разговара со другарките за тоа нешто, на училиште како разговара цело време околу тоа, колку се восхитувала, колку била возбудена од таа идеја. Сите тие години, значи, кога мајка и ветила дека на 14 годишна возраст дека ќе подари ако се созреат околностите за тоа нешто. И Шефали сето тоа време си ја наблюдувала својата ќерка и видела и забележала дека љубовта спрема кучињата навистина била многу длабока од нејзина страна. И вистините. И кога дошло време, кога се навистина созреале условите, таа и подарила куче. И во книгата пишува, не можам да ви објаснам за моментот, самиот момент кога и го дадов во раце да го земе кучето. Тоа беше неверојатен момент за една млада девојка. И меѓутоа тоа се случило затоа што цело време во својот ум, во своето срце, на цела деценија, нејзината ќерка ја држала силно и цврсто таа нејзина желба. И од друга страна пак Шефали се борела со своето чувство за удобност за да зема дома куче. И во својата книга пишува Шефали дека нивното куче Чарли веќе имало сега 6 години и тоа било најголемата љубов во нивниот живот сега и дека кучето Чарли дошло во вистинскиот момент кога нивното семејство било конечно спремно и зрело за да може да го прифати тоа куче на начин на кој што ќе можат целосно да се посветат. И не само тоа, Шефали кажува дека преку оваа постапка која што ја направила за нејзината ќерка, ја научила на многу вредна лекција, тоа дека колкава е моќта на страста, колкава е способноста на самиот човек да може да ја манифестира својата желба, значи доколку е трпелив, доколку е упорен, значи во животот, доколку работи на тоа нешто, на секоја своја желба, дека на вистина во 90% од случаите тие негови желби можат да се остварат. Меѓутоа исто така Шефали спомнува дека и познавала голем број на родители кои не би помрднале, не помрднувале со прст околу тоа нешто, децата на вистина сакале куче, меѓутоа не се сложувале, веднаш ја негирале нивната желба и таа вели дека ова не е добра работа, зошто особено за родителите кои што се во можност, на вистина се во можност да го направат тоа, затоа што самиот родител оди против своето природно знаење, за да може да ја задоволи потребата на своето дете. И тоа води кон катастрофални последици. Значи, наместо родителот да му помогне на своето дете, што прави тој? Тој не му дозволува на своето дете да продолжи да сонува. И кога ќе стане возрасно, да може да свати дека неговите желби што си ги
има замислено во својата глава дека можат да се остварат. Затоа што секоја желба во животот се разбира дека не може веднаш да се оствари. За некои желби навистина е потребно време да помине. Може би неколку години, може би повеќе. Ете, за желбата на Маја било потребно дури цели 10 години. И што е најглавно од се, овој пристап кој што го кажува Шефали дека навистина е потребно ние да го кажуваме зборот да на желбите и на копнежите на нашите деца е прво затоа што овој пристап ги учи децата за моќта на упорноста и отпорноста. Односно за моќта на издржливоста и моќта на трпеливоста. Значи дека доколку сакаме нешто и правиме стратегија за војнина за да го добиеме нештото, се бориме за тоа, навистина ги учиме децата дека на тој начин можат да ги добијаат работите кои што ги сакаат од срце, кои што се навистина за нив вредни. И ова е целосно спротивно од она што го мислат родителите кога им кажуваме да на децата, дека ги носиме во постојано разгалување. Затоа што кажувањето на зборот да како дел од пристап кој што Шефали го вовела кај неа, ги учела, овој пристап го применувала кај родителите. Тој пристап таа го нарекувала пронајди го, родителу, пронајди го своето да во своето собствено зборчето да во своето собствено родителствување. И што ги учело? Ги учело родителите, ги учело овој пристап ги учел што значи слушање, што значи признавање, што значи помагање на децата, за да можат да ги научат вистинските вредности на своите желби, на своите копнежи. Значи, наместо остро родител да делува, да одма да каже не, да негира жалбата на детето или веднаш да влегува во состава во која што одма ќе сака да ги задоволи потребите и желбите на децата, преку овој пристап ги учи родителите Шефали да ги предизвикуваат децата. Со тоа што ги носи децата во едно подлабоко размислување. Тие самите да почнат да се прашуваат колку ги сакаат своите желби, зошто ги сакаат своите желби. И на тој начин му даваат простор на децата да сонуваат. И да можат тие да се задлабочат во себе. Значи, Шефали преку овој пристап им помага на родителите да можат тие да им помогнат на своите деца да разберат колку се вистински нивните желби. Дали се длабоки или се површни. И зошто? Затоа што многу добро објаснува Шефали во книгата дека ако ние веднаш пристапиме да им кажеме на децата не може оваа желба да ти биде исполнета, ние ќе потрошиме многу време на кавги со децата, на расправи, веднаш ќе влеземе во расправи и трошиме непотребна енергија таму каде што навистина не е пожелна да се биде, или пак ако веднаш пак притрчаме и да му исполниме жалбата на децата, тогаш пропуштаме таа вредна лекција која што Шефали кажува, преку кој што ги учиме децата, а тоа е што значи да си упорен, што значи да имаш страст кон нештата. Навистина, преку овој пристап се учат децата на многу моćна лекција. Затоа што преку одлагањето на задоволувањето на желбите на децата, ние ги носиме родителите, ги учиме, значи родителите ги учат децата кон една многу важна животна лекција, значи ги учат дека децата постои една соодветна сезона за се. Што значи тоа?
тука можеме да видиме најдобро од природата. Природата е најдобриот учител овде и ние како суштества, како човекови битија од природата многу можеме да научиме. Затоа што вели ова лекција, дека навистина постои соодветна сезона за се, дека постои вистинско време, например, на зреење на плодовите. Не можеме ние да очекуваме дека ќе пораснат лубеници на нивите во месец февруар. Туку што вели природата? Природата вели да, ти можеш да јадеш лубеници по секое време ако купиш од продавница, меѓутоа да ги собереш од нивата можеш единствено кога е времето за тоа нешто. И тоа не може да биде веднаш и ти кога ќе сакаш, туку ќе треба да почекаш, треба да предизвикаш услови и самиот, значи да се посеат, да се изора нивата, потоа да се третира со средства и така натаму, сето тоа и на крајот, значи дури да дојде процесот да созреат лубениците, кога е тоа, значи во лето. И причините зошто овој пристап е толку моќен е најмногу е заради тоа што ги учи децата да бидат добри со своите желби, со своите копнежи, кога ќе сватат дека навистина не можат во тој момент да се остварат. Значи да бидат добри со своите желби и кога не можат во сегашниот момент да се остварат. Ги учиме преку овој пристап да бидат трпеливи, да чекаат. И да се чувствуваат пак дека е во ред сето тоа. Меѓутоа, што вели Шефали? Овде, кога вака разговарала со родителите, тие често се плашале од жалбите на своите деца. Зошто? Затоа што имале две, како ги вика таа, подсвесни верувања. Првата била дека ако жалбата е таму, значи видлива е, без разлика дали се соодветни условите или не се соодветни условите, дека треба да се исполни. И второто верување е дека ако жалбата не се исполни, наскоро детето ќе биде несреќно, што значи дека ако е несреќно детето, тоа е лоша работа. Меѓутоа, таа вели дека овие две верувања и како не се точни, зошто? Затоа што децата навистина можат да бидат несреќни покрај тоа што жалбите можат да му се исполнат. И таа вели родители, јас секако мислам дека голем дел од вас ве сведоци на тоа и да ви се исполнат голем број на желби на децата, а сепак да гледаме дека децата навистина не се после кратко време повторно влегуваат во некоја тага, во некое незадоволство и токму поради тоа Шефали вели кога децата се лутат, ние не треба да се плашиме, туку значи тоа лутење, таа емоционална сила сепак од која што ја даваат децата е здрав начин нивен, значи ние треба да го сватиме дека тоа е во ред, дека е здраво. Од друга страна вели дека секое дете се восхитува на нешто. Например, нејзината ќерка, да го земеме примерот, се восхитувала на куче. Во претходното видео зборувавме како Зои се восхитувала да отвори спа центар, кога имала проблеми со својата мајка Белинда. Некој пак, може би деца се восхитуваат, сакаат да живеат во некоја земја во странство. И така натаму. Меѓутоа, што вели Шефали? Сето ова зависи од самата личност, како се снаоѓа таа во својот живот, во околностите во кои што живее и така натаму. Значи, зависи од тоа, значи, какви желби ќе прояви. Дури и често пати
ако кажат децата, например, и за нас да изгледат на некои нереални желби, во смисла на тоа детето да каже: мамо, јас сакам да летам на месечината, ние како родители да не ја негираме таа желба на детето и да му кажеме: ама како ти сакаш ваква желба? Како ќе оствариш таа желба? Немаш колку е далеку, дали си свесен колку е далеку месечината, па ти не си птица да леташ и така натаму. Меѓутоа, кога вака му се обраќаме на децата, Шефали вели дека потполно ја промашуваме комуникацијата со нашите деца. Навистина, ако и самото дете каже нешто слично, ние како родители би можеле да му кажеме, например: еле, колку ти е убава идејата, ама види, ние штета што не сме птици и што немаме такви големи крилја за да можеме да полетаме кон месечината. И штета е навистина што месечината е многу далеку, па не ќе можеме да ја достигнеме. Ама знаеш што? Ти во твојата глава можеш да си ја замислиш месечината и како леташ кон неа. Дали со крилја, дали со ракета. Можеш да си направиш една прекрасна фантазија во која што веќе си таму. И Шефали вели, кога вака комуницираме со нашите деца, ние ги нормализираме нивните желби, нивните копнежи и им дозволуваме да сонуваат. Им даваме простор на децата да сонуваат, им даваме простор на децата да замислуваат. Зошто? Затоа што овие работи, сонувањето, замислувањето, тие се највредните состојки за нивната понатамошна работа во нивниот живот, во нивната професија, во нивното живење, во која што, преку која што ќе можат тие да ја градат, врз која што се темели креативноста нивна и врз кој што надокнадно ќе ги градат и своите потенцијали, креативни потенцијали. И токму поради тоа Шефали вели, ние родителите навистина треба да им даваме простор на децата да можат да живеат на тој начин живот со страст, со верба дека животот нуди голем број на можности, дека сите има огромен број на можности кои што можат да ги прават во својот живот. Меѓутоа, сето зависи од нас, родителите, колку ние сме способни да се справиме со возбуденоста и со восхитеноста на детската душа. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.